Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, тука во студиото го имаме господинот Гоце Георгиевски, председател на Организацијата на резервни офицери. Господине Георгиевски, добро дојдовте во телевизија 24 и во студио 10. Добро ви најдов, ви благодарам на поканата. Како што видовме пред малку, ја видовме онаа репортажата која ја направи телевизија 24, имено бевме на стрелањето, на гаѓањето на кое бевме повикани од вас, од вашата организација, беше изведено на армиски полигон во Куманово. Можам да кажам дека беше прилично интересно за нас како медиум, но верувам дека и за граѓаните, бидејќи сето ова што сега ќе го зборуваме, можеа да видат како функционира тоа и во пракса. Јас прво ја користам приликата да ви се заблагодарам на вас за одличната репортажа која направивте на граѓањето кое се одржа оваа сабота во Куманово на стрелиштето на армијата. Да ви се заблагодарам за вашата активност и поканата да бидам гостин во вашето студио, да поразговараме за нашата организација, односно за Организацијата на резервни офицери на Република Северна Македонија. Организацијата на резервни офицери е формирана далечната 1952 година и представува непартиска, самостојна, воено-стручна, кадровска и непрофитно здружение на граѓани, на кое му е доверено јавно властување да врши обука за своето членство за учество во одбраната на македонската држава. Од самото формирање до денес, организацијата поминува низ неколку периоди, односно во 1952 година е формирана по завршувањето на Втората светска војна и демобилизирањето на резервните на офицерите кои тогаш биле во активни. Во 1952 година се формира нашето здружение. Во 1959 година се приклучуваат и резервните подофицери. Во 1961 година организацијата, тогашната организација на резервни офицери, која е под друго име, се приклучува кон Сојузот на борците, но во 1969 година нашата организација се одвојува од Сојузот на борците, се до 1991 година, кога Организацијата на резервни офицери на тогашна Република Македонија се одвојува од Сојузната организација на војните старешини на Југославија. Во 1992 година... Тоа паралелно со независноста на македонската држава, да. Во 1992 година нашата организација тогаш го носи името Сојуз на резервни војни старешини на Република Македонија, го променува името во Организација на војни старешини на Република Македонија, но во 2004 година, бидејќи нашата организација е кандидат за полноправен член на ЦИОР, сме принудени да го промениме нашиот статут и организацијата од 2004 година од Организација на војните старешини на Република Македонија постанува Организација на резервните офицери на Република Македонија. Се до 2019 година, кога со преспанскиот договор и промената на уставното име во Република Северна Македонија, нашата организација го променува своето име и постанува Организација на резервни офицери на Република Северна Македонија согласно преспанскиот договор, бидејќи ние како организација се финансираме од буџетот на македонската држава. Ова е кратка историја за нашето постоење. Ќе зборуваме за тоа, вие добивате директно финансирање од Министерството за одбрана и вие сте под Министерството за одбрана, така? Да, комплетното финансирање од страна на Министерството за одбрана. Ќе почнеме сега, ќе објасниме за се за организацијата, зошто постои, кои се активностите, што се постигнува со тие активности. Сакам да споменам прво тука, еве кај нас во студиото имаме едни ордени, имаме тука кои се ставени на увид на јавноста. Сакав еве прво да ве прашам за нив, бидејќи сега додека трае емисијата за гледачите цело време да не се прашуваат што е ова тука, што стои, за да објасниме какви се овие ордени и благодарници, што се? Нема да биде нескромно од моја страна, доколку речам дека Организацијата на резервни офицери е институција. Институција која постои 70 години. Ние лани во 2022 година славевме јубилеј 70 години од постоењето на Организацијата на резервни офицери. За досега Организацијата на резервни офицери има добивано безброј признања, благодарници, значки, но највисоките признања кои ги доделува државата, односно председателот на државата,
Во 1982 година од страна на тогашното сојузно председателство на Организацијата на резервни офицери, тогашната Организација на резервни војни старешини на Република Македонија, од страна на председателството на Југославија е доделен орден за братство и единство. И сега во 2022 година, по повод 70 години од постоењето на нашата организација, председателот на македонската држава, господин Стево Пендановски, на свеченоста која се одржа по повод Денот на армијата на нашата организација и додели орден за војни заслуги. Значи, ова е највисокото одликување кој го доделува председателот на државата. Тоа е овој мал орден, така? Да. Овој мал орден, сега ќе го видиме, овој мал орден кој е ставен тука напред, тоа е тој кој е доделен од страна на председателот Пендаровски, така? Да. А овој големиот, овој што го гледаме сега на екранот, тој е доделен од страна на председателот Пендаровски, така? Да, тој. Тој е тој, а ова е доделен фактички од поранешна Југославија. Од поранешна Југославија во 1982 година по повод 30 години од постоењето на нашата организација. Да. Од тогашното сојузно председателство на Југославија. Да. Значи највисоките признанија кои ги доделува една држава. Орден на братство и единство со златен венец. Да. Добро. Со самото овие ордени кои ни се доделени на нас како организација, ние го оправдуваме нашето постоење. И постоењето наше е организирано, самостојно и во соработка со другите институции, да ги подготвува членовите за извршување на должностите што ги имаат во одбранбениот систем. Не случајно нашиот законодавец во Законот за одбрана, во членот 132 вели, ако ми дозволите ќе го цитирам да не го прераскажувам, членот 132 од Законот за одбрана. Во остварувањето на обуката за одбрана и во подготовките за упатување на припадниците на резервните сили на армијата, во извршувањето на задачите во мировни операции надвор од територијата на Републиката, Министерството за одбрана може да соработува со Организацијата на резервни офицери на армијата на Република Македонија. За време на спроведувањето на активностите од став 1 на овој член, членовите на Организацијата на резервни офицери на армијата на Република Македонија носат униформи и ознаци на армијата. Значи, ова е само уште една потврда за нашето значење како здружение на граѓани кое е битно за одбраната на Републиката. Добро, ајде сега да објасниме една работа која можеби некогаш граѓаните ги буни или не прават разлика. Која е разлика од Организацијата на резервни офицери од резервниот состав на армијата? Бидејќи тие и се преклопуваат, но има и разлика. Можеме ли тоа да го објасниме? Имаме многу точки кои ни се додирни со резервните сили на армијата. Значи, македонската држава школува офицери кои се за потреби на армијата. Исто така школува и офицери кои се потребни за резервниот состав на армијата. Но и школува резервни офицери кои ќе бидат употребени за, како што реков на репортажа, за не дај Боже во некое загрозување, дали ќе биде војно загрозување или елементарно загрозување од страна на Републиката, да можеме да имаме организирана сила која остатокот од граѓаните ќе може да ги води да ги управува. Само ќе се надоврзам на актуелните состојби денес во Украина. Сведоци се дека ова војна ќе трае долго време. Сведоци се дека има големи загуби на двете страни. Украинскиот народ сака да се бори, да се зачува државата и слободата. Но се соочува со проблем голем дел од офицерскиот кадар и више скоро 2 години на бојното поле. Голем број од офицерскиот кадар загина. Граѓаните сака да се борат, но мора некој да ги води. Ние сме таа сила, резервните офицери, кога во случај на елементарна непогода или војни дејствија ќе ги водиме остатокот од граѓаните во согласно со не дај Боже се разбира доколку има потреба. Значи, ова е разликата помеѓу и од овде, од нашата организација, Министерството за одбрана во иднина ќе црпи кадри за потребите на резервниот состав на армијата, кој сега моментално е во изработка. Да. Како е поставена организацијата? Како функционирате? Организацијата на резервни офицери е поставена на територијален принцип, односно ние сме една организација со 26 општински организациони единици. Скоро во секој поголем град во Републиката ние имаме општинска организациона единица.
Највисок орган на организацијата на нерезервни офицери е собранието на организацијата. Потоа имаме извршен одбор кој содржи 13 членови и надзорен одбор кој ги контролира, која контролира работата на извршениот одбор и на собранието. Исто така во склопот на нашата организација имаме и комисии како што е комисијата за обука, потоа имаме комисија за меѓународна соработка, потоа имаме комисии за традиции, комисии за статутарно организациони и кадрски прашања, но исто така во нашата организација имаме и неколку секции. Секции на резервни офицери жени, секции на медицинари, секции за спорт и војни вештини, како и секции на резервни офицери билечанци. Сакам да напоменам дека секцијата на резервни офицери медицинари е дел од Меѓусојузничката конфедерација на резервни офицери медицинари. Лани 2022 година станавме полноправна членка на ЦИОМР, но за тоа ќе зборуваме малку покасно за меѓународната соработка. Сите тие, кажете ми, организациони единици и секции кои ги имате на хартија функционираат во пракса? Да, функционираат во пракса многу добро. И сакам во разговорот кој го водевме со вас на граѓањето во Куманово ви реков дека сега во моментот најмалку што можеме да направиме за македонската држава, доколку има потреба во секоја ова населено место каде имаме организација да активираме најмалку оделение. Најмалку, значи најмалку 10 луѓе да бидат на располагање на локалната самоуправа или на македонската држава во моментот додека разговараме со вас. Но нашите капацитети уште се поголеми. Исто така, нашите членови се дел и од просторните сили за заштита и спасување. Се дел од локалните сили за заштита и спасување. Наши членови имаме во територијалните противпожарни единици. Наши членови имаме полициските станици, полициски службеници. Значи имаме наши членови кои се и градоначалници на општини. Значи сме распространети во секоја сфера на општественото живење и сме од корис на заедниците каде живееме и работиме. Кажавте на почетокот дека вие сте граѓанска организација, но и дека добивате финансирање од Министерството за одбрана, дека организацијски подпаѓате под Министерството за одбрана. Оттаму добивате директни финансии? Еден од условите за да македонската организација на резервни офицери биде полноправна членка на ЦИОР, за да можеме да ги користиме знаењата, искуствата, практиките на земите членки на ЦИОР е да имаме... Бидејќи неколку пати ја спомнувате, тоа е меѓународна организација на резервни офицери? За да на гледачите да биде појасно, значи НАТО што е активниот состав на армиите, ЦИОР е резервниот состав на армиите, каде се црпат искуства за резервните сили на земите членки на НАТО. Моментално во ЦИОР членуваат 27 земји членки. Македонија е последна за члената во 2021 година. За да ние бидеме полноправна членка на ЦИОР и да можеме да бидеме дел од Меѓусојузничката конфедерација на резервни офицери, ние пред се организација можеше пред се да биде независна, можеше да биде препознатлива од страна на Министерството за одбрана, дека оваа организација на резервни офицери е таа која поддржува Министерството за одбрана, бидејќи ние во државата имаме организации слични на нашите, но само нашата е препознаена од страната на Министерството за одбрана. Да биде финансирано од страна на државата, односно од буџетот на одбрана, од буџетот на Министерството. И да имаме усогласен статут согласно ЦИОР. Сето тоа ние го исполнивме и добивме согласност од Министерството пред да аплицираме за да станеме полноправна членка на ЦИОР, добивме согласност од Министерството за одбрана, тоа е далечната 2002 година, за да отпочнеме постапката за наша меѓународна активност. Да, бидејќи дојдовме до таа меѓународна активност, да ја прашам, имаме ли некоја промена од влегувањето на земјава во НАТО во однос на вашето функционирање? Ја почувствувавте ли вие некаква разлика? Разликата е огромна. Зошто? Бидејќи по влегувањето на македонската организација на резервни офицери во ЦИОР, наши активисти заминуваат на обука во земите членки на НАТО. Потоа праќаме наши резервни офицери до изучување на англискиот и францускиот јазик, официјалните јазици на НАТО. Имаме размена на млади резервни офицери. Имаме една лепеза на активност кој ние како организација ја заедно со ЦИОР ја спроведуваме. Морам да напоменам дека македонската организација во 2006 година беше домаќин на семинар млади резервни офицери. 2007 година бевме домаќини на Јазичната академија.
2023 година во мај бевме домакини на Гамингер иницијативата. Овие се меѓународни активности од обемен карактер, кои без поддршка на Министерството, ние како организација не можеме да го ствариме. Јас користам сега приликата. Јас морам да споменам, нема да биде нескромно од моја страна да упатам голема благодарност до Министерството за одбрана, до министерката, до началникот на генерал-штабот, до сите команданти, командантот на бригадата, командантот на батальоните, искрено ни помагат во нашите активности, кажано на наш народ, на наш јазик, дека вратите ни се секогаш отворени кај нив. За било кој проблем, за било која наша активност, имаме отворени врати во Министерството, отворени врати во батальоните, отворени врати во бригадата. Значи таа меѓународна активност е прилично активна, но и подобра, значи, со влегувањето во алијансата. Со влегувањето, да, е подобра, бидејќи и македонската држава е препознатлива во овие меѓународни организации, како што реков, во ЦИОР, Гамингер и ЦИОМР. Другите две што ги спомнавте, што се тие? Како што реков дека нашата секција медицинари е полноправна членка на резервни офицери ЦИОМР, резервни офицери медицинари. Овде членуваат сите медицински лица, почувајќи од медицински сестри, медицински браќа, доктори, хирурзи, се што носи бел мантил. И ние овде во нашата организација имаме секција медицинари, која е полноправна членка на ЦИОМР, на резервни офицери медицинари на ниво на НАТО земји. Да. Добро, ајде да се вратиме на тоа како функционира организацијата на некој начин. Еве, за тоа ја покажавме и таа репортажа, за тоа бевме и на терен со вас, за да видиме како тоа изгледа во пракса. И таму одговаравте за тоа, ве прашав за тие активности. Ајде сега да видиме малку пошироко како се организираат тие обуки, на каков начин, каде, кои се целите, што се постигнува? Согласно нашата ориентационна програма која од 2021 до 2025 година, Организацијата на резервни офицери секоја година носи годишна програма во која конкретно се разработуваат сите наши активности, односно нашите подготвителни гаѓања кои ги имаме со автоматска пушка, со пушко митралез, потоа со пиштол, потоа имаме движење по азовот, имаме кондициони маршеви, потоа разни трибини. Сето тоа е во годишната програма која со однос со ориентационата програма. Во согласност со Министерството за одбрана, истата програма ни се одобри од страна на Министерството за одбрана, за таа се доставува до Министерството за одбрана и финансиска конструкција, и врз основа на нашата програма Министерството за одбрана ни доделува финансиски средства, која потоа ние тие финансиски средства ги трошиме строго наменски за активности на нашите резервни офицери. Што постигнуваме? Постигнуваме добро обучени резервни офицери кои утре можат да бидат вклучени во системот за одбрана, но не само во системот за одбрана, туку и во системот за безбедност, но и во системот за заштита и спасување на македонската држава. Со малку вложени средства имаме добро обучени резервни офицери. Исто како што реков на почетокот, заложбата на ЦИОР, на Меѓусојузничката конфедерација на резервни офицери на земјите членки на НАТО и партнерските земји, е да нема разлика во обученоста помеѓу резервниот офицер и активните офицери кои ги имаме сега во армијата. Да, но тоа е прилично, ајде да кажеме, амбициозна цел, за да се постигне во пракса. Можно ли е тоа да се постигне во пракса? Бидејќи кога би било така, тоа би било навистина добро. Не случајно. Бидејќи сепак резервните офицери не работат активно во армијата, туку работат други работи. Поминало време од кога биле активни во армијата, да речеме. Затоа ве прашувам, амбициозно е, можно ли? Ние како организација ќе се трудиме тоа да го достигнеме. Факт е дека активните старешини, активните офицери имат повеќе обука од нас. Но знаете ние како велиме кај нас во организацијата, еднаш офицер вечно офицер од почетокот од раѓањето до смртта. Ќе се трудиме. Нема нешто што не е недостижно. Поддршката која има од страна на министерството, доколку и продолжи, се надевам дека ќе продолжи и во иднина, бидејќи го оправдуваме нашето постоење, јас мислам дека ќе успееме да имаме добро обучени резервни офицери кои утре може да ги вклучиме во системот на одбраната, безбедноста и заштитата.
Добро, можеме ли да видиме некои моменти практични кога зборуваме еве за организацијата и за сето она што било во Македонија од осамостојувањето до денеска? Сме имале многу моменти кои биле кризни и во поглед на безбедноста, но и во поглед на други облици на загрозување, во поглед на елементарни непогоди и така натаму. Еве да почнеме од осамостојувањето па наомо. Каде била вашата организација се вклучена? Каде тоа што вие го правите, го вежбате, се покажало во пракса? Сепак ние сме како организација дел од системот за одбрана. Ние сме едно камче во мозаикот наречен одбрана на државата. Со самостојањето на македонската држава во 1991 година и со преземањето на првите карули на граничната линија, офицери кои учествуваа во преземањето на карулите беа наши офицери, наши резервни офицери кои и до ден денес се наши членови. Сакам да напоменам дека ќе искористам оваа прилика да споменам дека првата карула која е превземена од страна на тогашната македонска армија е карулата рамна нива на Крива Паланка. Од страна на општинската организационна единица на Крива Паланка имаме иницијатива. Секоја година на превземањето на карулата имаме активност од страна на општинската организационна единица Крива Паланка на карулата рамна нива. Од страна на општинската организационна единица од Крива Паланка имаме доставена иницијатива до централата, односно до нашата организација на незини офицери, да покренеме постапка во оваа карула во согласно со Министерството за внатрешни работи, бидејќи сега е дадена на користење на Министерството за внатрешни работи на граничната полиција, да можеме да ни ја отстапат на користење на нашата организација и да ја направиме еден мал музеј. Оваа година кога бевме на одбележувањето по повод од преземањето на првата карула, да бидам искрен, дојдоа добар дел од учесниците, живите учесници на преземањето на карулата. Сите носеа спомени. Верувајте, господин Сеат, знаете колку фотографии носеа нашите колеги од начинот на преземањето. Значи можеме да направиме една убава спомен соба на кој начин и тај дел ќе биде оплеменен, односно ќе биде одржан од наша страна, односно од нашата општинска организационна единица. Утре истата таа карула и тие објекти може да ги користат и ученици, и студенти на факултетот за безбедност, и студенти на факултетот за одбрана, наши активисти, да можеме да ја опремиме, бидејќи сега истата ја користи Министерството за внатрешни работи, користи дел, дека другиот дел е затворен. Јас се надевам дека ќе успееме, бидејќи оваа година во март со Министерството за внатрешни работи, односно од страна на министерот Оливер Спасовски најдовме на разбирање и подпишавме меморандум за соработка помеѓу нашата организација и Министерството за внатрешни работи. Се надевам дека ќе успееме оваа активност да ја реализираме за добробит на сите. Да, и да ги зачуваме спомениот од 91 година и преземањето на првата македонска карула, каде се прв пат се завеа нашето македонско знаме. Да, токму тоа сакав да го кажам, таа караула има и голема символична вредност, а тоа во сите држави се прави. Такви објекти, такви моменти се зачувуваат, се оплеменуваат, се претвораат во музеи, потоа таму секогаш се одржува некаков јубилеј, се одбележува, за да не се заборават работите. Успеавме оваа година да направи еден мал чекор, но не ја поставивме плочата. Сите учесници кои биле дел од превземањето на карулата рамна нива, беа испишени со име и презиме на плоча. Сепак ние не можеме да поставиме плочата без соодветно одобрение, но како што рековте вие, да, има символично значење за нас и не само за нас и за македонската држава, бидејќи од тука почува и нашата државност и преземањето на сите карули на македонска и обезбедување на македонската граница. Добро, ајде да видиме во поглед на понатамошните кризи, неизбежна е 2001-та, конфликтот, тогаш претпоставам дека организацијата има улога. Исто така, 2001 година, конфликтот кој ни се деси во 2001 година, кој ни се случи во 2001 година, командниот кадар исто така беше од страна на нашата организација, од организација на незини офицери. Беа наши членови во војната 2001 година. Бегалската криза, претходно 99-та година во Косово, исто така наши членови, па сакам да спомнам. Организација на незини офицери
е дел од одбранбениот систем на државата. Значи ние системот на од системот на одбрана, ние може да се значи се гледа целосно, не? Ние како организација не можеме да действуваме сами. Значи ние сме дел од системот и дел тогаш во 99-та година кога беше. Видите, тоа се подразбира, тоа никој него не. Сакам да напоменам да не испадне дека еве ние сме носители на сите активности. Не, па сега зборуваме за вас за тоа, инаку се разбира дека сте дел од системот. Да. И 99-та година исто така наши активисти, наши резервни офицери, наши членови беа ангажирани околу решавањето на проблемот со бегалската криза. Знаете, тогаш на нашата територија имавме огромен број на бегалци, армијата и полицијата си одлично завршија работата, но тие сепак се малку во споредба со бројката која имавме на тогаш во бегалската криза. А тогаш беше се спомнуваше за бројка од 300.000 бегалци. Официјална. Официјална, а не официјална е многу дупло. повеќе. И сепак на нашите безбедносни сили и беше потребна помош. Исто така 2014-2015 година, кога беше исто така бегалската криза со мигрантите на нашата јужната граница. Знаете дека цела наша држава безбедносните сили беше доле на граничната линија. Исто и нашите тогаш резервни офицери успеа да бидат дел од системот и да допринесат за да бидеме побезбедни. И искрено, јас разговаравме пред да почне емисијата со вас баш околу кризата 2014-2015 година, јас како граѓанин, како припадник на македонската армија во резервниот состав, сум крајно благодарен за професионалноста која нашите безбедносни сили во тој период ја покажаа. Никогаш во животот јас не се сомневам во нивната способност, но тогаш го тоа докажа на дело. То истото ни го кажа нашите партнери од ЦИОР кога бевме на обуки надвор од нашата држава и ни честита за одличната сработена задача од страна на македонските безбедносни сили, вклучувајќи и македонската армија и вклучувајќи и тогаш македонската полиција. Потоа 2017-та година да, само што ова сакам за бегалската криза, за оние кои не знаат или можеби не се сеќаваат, тогаш армијата направи еден зид, долу буквално направи зид, направи ограда, тоест во кое потоа армијата активно патрулираше цело време да се спречи напливот на бегалци, нешто за што некои земји се сомневаа дека Македонија има капацитет да го направи. Во право сте, ние се уште не бевме членки на НАТО. Но нашите партнери од ЦИОР и нашите партнери од НАТО беа зачудени од нашата, бидејќи Македонија е мала земја. Нашите капацитети се ограничени, но со заеднички сили успеавме. Значи, поклон до земја на нашите безбедносни сили за тој период. И исто така Европа ни одаде почит, НАТО ни одаде почит за работата која успеавме да завршиме за да го спречиме тој наплив на бегалци и рутата, балканската рута, вклучувајќи од преко Грција на Македонија, Србија и така натаму. Спомнавте 2017 елементарните непогоди. Исто така и за време на елементарните непогоди, како што реков, наши членови, како што реков и претходно, бидејќи се дел од локалните сили за заштита и спасување, од просторните сили на дирекција за заштита и спасување, се дел од системот, како што реков. Исто така успеа да помогнат околу справувањето на оваа елементарна непогода, ова наша елементарна непогода која се деси во 2017 година. Исто така морам да напоменам дека и ковид кризата, пандемијата, бидејќи како што напоменав, ние имаме резервни офицери медицинари кои се во пензија, кои немаат скучено активна работна задача во, да речеме, во нашите здравствени домови или во нашите клинички центри, но се кај нас, ние како организација на резервни офицери и резервни офицери медицинари се ставивме на располагање на Министерството за одбрана и упативе писмо до министерот за одбрана, министерка за одбрана, тогаш мислам дека беше Радмила Шегиринска министер за одбрана, дека ние како организација на резервни офицери, нашите капацитети кои имаме резервни офицери и медицинари, ги ставаме на располагање на Министерството за одбрана, доколку има потреба. И бевте ли повикани тогаш? Добивме одговор од страна на министерката дека доколку има потреба ќе не активира, до сега за сега нема потреба. А сепак имаме оваа златна резерва која можехме исто така да биде од корис на македонска држава. Токму сите овие примери кои ги кажуваме укажуваат на смислата на постоењето на организации како што е вашата. Бидејќи сега не зборам за вашата, зборам за други, постои организации кои постојат, екзистираат, па добиваат и критики дека зошто постојат, не зборам само од областта на одбраната, туку зборам за невладени организации од секаков тип, нели? Но
еве вие во праксата сте покажале, бидејќи доколку вие не се активирате кога треба, кога постои некаква криза, дали е безбедноста, елементарна, временска или било каква друга, тогаш зошто би постоеле? А вие сте покажале дека сте тука кога треба. Да не бидам скромен, признанијата кои ни се доделени од страна на председателот на државата, на господин Стево Пендаровски и тогашното председателство на Југославија говорат за нас. Јас се надевам дека и во иднина и ќе го оправдаме нашето постојано, но пак и речам, без поддршка на Министерството за одбрана, без поддршка на Генерален штабот, без поддршка на секако и на граѓаните. И ова е добра прилика и пак ќе речам ви благодарам за ова наше гостување, да можеме да доближиме организацијата до граѓаните, да го видат, да ја видат смислата на нашето постоење. Па верувам дека до сега не знаеле премногу, можеби слушнале, можеби нешто знаат, но не знаеле премногу за сите овие активности кои ги објаснивте, што е доста важно. Моje мислење е дека граѓаните, бидејќи нашите членови работат и творат во општините од каде доаѓаат и се препознатливи во општините. Но сепак мислам дека тоа е недоволно. Иако ние како организација имаме и своји гласила, имаме исто така постојаме на социјалните мрежи, имаме своји профили на социјалните мрежи на Facebook, на Twitter, на Instagram. Имате весник. Да, имаме наш весник. Министерство за одбрана за сите наши активности во списанието на Министерство за одбрана ние секоја наша активност ја објавуваме овде. Но мислам дека не бевме доволно медиумски покриени како организација. Еве, да видат граѓаните кои сме, што сме, што работиме. Исто така морам да напоменам. Целата наша, јас како председател, бидејќи организацијата има еден председател, двојца подпредседатели, еден од источниот дел на државата, другиот од западниот дел на државата и еден генерален секретар. Целата наша работа е волонтерска. Ние за нашата активност не добиваме никакви финансиски средства. Имаме запослено двојца професионални вработени во организацијата, стручни соработници. Едниот е стручен соработник, додека другиот е благајник кој раководи со финансиите. Тие се на буџетот на кој го определува Министерството за одбрана, додека целата наша активност е волонтерска. И луѓето кои доаѓаат на нашите активисти кои доаѓаат на нашите активности, како што бевте и вие во сабота, е доброволна, без никаква надокнада. Мене ми беше интересен уште еден момент на таа активност, бидејќи таму видов млади луѓе, студенти кои дојдоа и студентки кои дојдоа на тоа гаѓање, а кои не се дел од вашата организација, туку се дел од факултетот за безбедност. Значи, вие всушност вршите една активна обука на тие млади луѓе како организација. Мислам до 93-та година, бидејќи јас сум прва генерација школа за резервни офицери во Македонската армија и 93-та година се запишав на факултетот за одбрана. Мислам дека 92-та беше окинено стажирањето на студентите од одбрана во единиците на армијата. По завршувањето на факултетот за одбрана, наши студенти одеа во единиците на стажирање и добиваа офицерски чинови. 93-та година мислам дека беше прва година кога нашите студенти во кои бев и јас не одевме на стажирање и не успеавме да добиеме чинови. Моја заложба беше, замисла, да можеме овие студенти кои се тесно врзани со одбраната, како што се на Институтот за одбрана, сега одбрана, безбедност и мир, односно претходно општонародна одбрана и заштита, па потоа одбрана и сега Институт за одбрана, безбедност и мир, да можат да практично да го видат тоа што го учат на факултет. Јас морам да се заблагодарам исто така и на деканот на филозофскиот факултет, кој смогна сили да склучиме меморандум за соработка. Тоа беше пред неполни 2 месеца помеѓу организацијата на резервни офицери и факултетот за одбрана, односно со филозофскиот факултет и Институтот за одбрана, безбедност и мир. И на овој начин и нашата соработка и ја официализираме со подпишувањето. И на сите наши активности, најдобрите студенти од Институтот за одбрана присуствуваат на нашите активности. Се надевам дека во иднина оваа наша активност ќе ја прошириме, односно овие меморандуми за соработка ќе ги прошириме и со факултетот за безбедност, бидејќи јас имам докторирано факултет за безбедност, исто така имам симпатии исто така према него, да можат и студенти од факултетот за безбедност да присуствуваат на нашите активности, се со цел практично да се запознаат со оружјето со кое располага македонската армија и македонската полиција.
Господине Георгиевски, ви благодарам за ова интервју. Еве на крај и со ова што завршивме факултетот за безбедност, сигурно ќе го слушне ова, па нека видат, нека остварат соработка. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата и се надевам дека нема да биде ова прво гостување. Благодарам се уште еднаш. Секако дека нема да биде, а почитувани гледачи, со ова го завршуваме и ова Студио 10. Ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.